Црна Гора пред граѓански конфликт, донесувањето на контроверзниот закон за слобода на вероисповед, синоќа предизвика инциденти во Црногорскиот парламент. Фрлање со шишиња, кршење на компјутери и микрофони, обиди за физички пресметки и апсење на просрпските опозицијски пратеници од Демократскиот фронт беа само дел од случувањата по усвојувањето на законот. Вкупно 22 лица, 18 пратеници од опозицијата и уште 4 биле уапсени по инцидентите. Од нив денеска 19 мина се пуштени на слобода, а во притвор се задржани Андрија Мандик, Милан Кнежевик и Милун Зоговик од Демократскиот фронт. Ние ќе загинеме за нашата црква, затоа демонстрираме. Имаме можност која ги задоволува сите страни. Ние му кажавме на председателот на парламентот Брајовиќ дека решението да се прифатат амандманите на митрополитот, само така во нашата земја ќе владее мир. Премиерот Душко Марковиќ го осуди однесувањето на опозицијските пратеници, но дополни дека не очекува радикализација на ситуацијата. Морам да искажам жалење за неодговорното однесување кон парламентот и кон темата која ги поттикна пратениците на Демократскиот фронт на таквото однесување. Верувам дека на Црна Гора од 21 век не е потребно такво нешто. Потребен е диалог дури и кога се разликуваме, бидејќи така разликите би биле помали. На усвојувањето на законот му претходеа протести и блокади на патиштата во Подгорица, Никшик, Будва и други градови во Црна Гора. Новиот закон предвидува 650 цркви и имот со манастири на Српската православна црква да биде во државна сопственост. Според критичарите, со законот за религија, Црна Гора станува сопственик на голем дел од имотите на СПЦ. За сега не е познато какви ќе бидат натамошните потези на Црногорско-Приморската митрополија на СПЦ и дали ќе има нови собири. Според митрополијата, цела одговорност за последиците од донесувањето на законот им се припишува на пратениците кои гласале за него, на владата која го предложила и на црногорскиот претседател Мило Ѓукановиќ.